Балканот се наоѓа пред клучен период за решавање на се уште отворените прашања, вели професорот по безбедност Маријан Ѓуровски, но според него исходот од престојните избори во САД непосредно ќе влијае и врставањето крај на дел од нив. Но овие меѓународни отворени прашања, како ќе се решаваат и дали во подолг период ќе останат отворени, зависи од исходот на американските избори и влијанието на идниот или постојниот американски претседател врз решавањето на Балканот. Со оглед на тоа што американската надворешна политика има различен пристап во однос на демократите и републиканците на влијанието и фокусирањето на Балканот. Како пример Ѓуровски го посочува дефинирањето на конечниот статус на Косово и односите со Србија, но и последните случувања во Бугарија и статусот на Босна и Херцеговина и Република Српска. Балканот полека повторно отвара бројни отворени прашања. Постизборно Црна Гора станува сериозно невралгично подрачје со оглед на исклучителното големо влијание кое може да го оствари Руската Федерација преку недефинираните позиции на новата десница која претендира конформирање на владата на Црна Гора. Професорот Никола Дујовски пак вели дека без разлика која е на власт, САД се секогаш стратешки партнер како за Балканот, така и за Северна Македонија. Америка и како е значаен играч на во овој регион, меѓутоа не од аспект на промена на администрацијата. Едноставно во Соединетите Американски држави се водат такви конзистентни и стабилни политики кон одредени региони на кои што не влијае администрацијата предводена од републиканците или од демократите. Во однос на косовското прашање, Ѓуровски вели дека било која подоба или размена на територии помеѓу Косово и Србија може да има домино ефект врз стабилност и безбедноста на македонската држава. Се надева на взаемно прифатливо решение кое ќе биде добро за сите. И реално треба да се направи стратешки план околу неколку клучни прашања во кои не треба да постои разлика ни помеѓу македонската власт ни помеѓу македонската опозиција. Треба да проработи Националниот Европски совет. Решавањето на косовското прашање за нас во Северна Македонија не треба да биде особен предизвик, имајќи предвид дека од пред неколку месеци ние сме и 30-та официјална земја членка на НАТО алијансата, што само по себе е доволна гаранција дека не може да се прелее било каква политичка нестабилност од тој регион во нашата држава. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајговски.